Да, Воислав не е по кафето како што ни откри, но беше интересен момент да се подружиме со него и да видиме како нему му започнува денот и утринските ритуали. Зборувајќи на оваа тема, во следниве минути ќе реализираме и нашата рубрика Будење. Овој пат ќе се поврземе со струмици, со нашата драга Сузана Мицева, која што многу често во рамки на нашата утринска ја гледате во различни изданија, со различни истории, со различни приказни, но денеска одлучивме во едно малку поинакво издание. Сузана, да посакаме добро утро. Добро утро, само да прашам дали добро ме гледате или Одлично треба да го гледаме. Одлично те гледаме, супер е кадарот, нели, новинарски човек си ја знае својата работа. Се надевам. Сузана, како си ни утрово? Одлично сум, ви благодарам на прашање. Вчера кога ме поканивте да се разбудиме заедно, навистина си ја сватив сериозно врската и морав да го наместам малку порано алармот, затоа што моето вистинско утринско будење почнува некаде околу 7 часот, но еве денеска малку порано станав за да се малку поподготвиш. Така е, добро. Тоа е и целта впрочем на оваа наша рубрика, затоа што навистина со голем дел од луѓето, бидејќи секојдневно ја реализираме, навистина и се будиме. Некои се ранобудници, дури и многу порано од нас. Некои се, нели, да речам горе-долу во овој термин, некои знаат и малку да си поспијат, но тоа е идејата да ги доловиме утрата, ритуалите и сите оние работи кои што можат да придонесат за малку поубаво утро. Кажи ни, Сузана, какви се твоите утра, кога нели не си вака вклучена во рамки на нашата утринска, кога немаш потреба нели да станеш малку порано, како вообичаено ти започнува денот, колку пред малку Воислав ни откри дека не е љубител на кафето, дали си и ти во таа категорија или всушност си човек кој што посебно ужива и го доживува како ритуал пиењето утринско кафе? Дефинитивно сум во тимот кој што сака кафе, затоа што по природа имам потреба од кофеин, имам толку низок притисок и дефинитивно ми треба за малку така да ја почувствувам таа утринска енергија. Утрата секогаш ги почнувам барем 40 на минути пред да ми почнат обврските, се трудам да станам порано, да го испијам своето кафе, да ги завршам некои семејни обврски кои што ги имам се разбира околу домот и да имам барем 20 на минути простор да читам. Тоа е нешто кое што ми е многу важно. Така го почнувам и така го завршувам денот. Сакаш да кажеш кафе со читање, со книга е некоја идеална комбинација. Тоа е нешто што го правам од раните, можеби во детските години тоа било сигурно со чаша млеко, меѓутоа како што минуваа годините ги заменив чај, кафе, што и да е, каков е периодот од годината, меѓутоа книга дефинитивно. Дури не ни знам кога почнало тоа. Супер, ова е можеби и прв пат да слушнеме ваков некој момент, затоа што најчесто луѓето сакаат нели во мир и тишина да го испијат кафето. Не секој има можност да ужива во мирот и тишината, но ти со оглед и на твојата професија и љубовта кон книгите, веројатно до некаде и неизбежно да се спојат овие две работи. Сузана, ајде веќе позборуваме и за други работи, со оглед на тоа што си дел од Друштвото на писатели на Македонија, со оглед на тоа што си и автор на неколку книги. Постојано изминатиот период, барем по социјалните мрежи на твоите профили може да се забележат бројни дружби во кои што се вклучуваат и децата, и возрастните се разбира, но секогаш во комбинација со книгите. Што е она што може вака да ни го издвоиш како некои интересни активности во последниот период? Со оглед на тоа што заврши учебната година, но нели оние да речам лектири остануваат за дечињата како некое задолжително четиво во текот на летниот период, но што се случуваше изминативе денови, пред тебе можеби да се случи крајот на учебната година? Какви дружби имавте со децата? Заедно со мојата пријателка и колешка Ана Витанова Рингачева пативме еден серијал на средби со децата, го нарековме книжевен клуб кој што го реализираме во соработка со Europe House Струмица. Читачка светилка. Се обидуваме со таа читачка светилка еднаш или неколку пати во месецот да ги осветлуваме тие детски умови и срца, да ја доближиме книгата до децата, да ги избереме оние наслови кои што се соодветни на таа возраст со која што ние работиме, тоа се некаде од 8 до 10 години, да ги најдеме новите изданија кои што можеби на децата не им се познати затоа што не се дел од лектирите во училиште, делата што се обработуваат, можеби нивните родители не се запознати со нив, така што се обидуваме и да споиме повеќе
уметности во едно. Покануваме уметници, ликовни уметници, покануваме музичари, потоа професори од земјоделските науки и покажуваме дека книгата и читањето имаат примена секаде, односно дека можеме да цртаме и да читаме, можеме да читаме, а потоа да садиме цветови од оние за кои што сме читале песни, можеме да работиме нешто во градината, а потоа затоа да напишеме, да го опишеме со зборови нашето искуство, да напишеме расказ и така натаму. Така што тоа е една наша мисија, нешто што сакаме да го направиме, да биде наш дар за децата од Струмица и од целиот регион, затоа што светилката и патува во другите градови и имаме за цел ова дружба да не престане со крајот на школската година. Впрочем, ќе се одржуваат такви читачки клубови и во текот на летниот период. Со групата деца која што работиме, но се разбира, постојано сме отворени за нови членови. И тоа би го издвоила како нешто убаво и интересно што ни се случи периодов во Струмица и во нашите околни градови. Бевме во Богданци, во Радовиш, во неколку населени места и тоа ни е особено важно да ги посетуваме селата, да одиме таму каде што можеби поретко доаѓаат писатели, децата кои што поради инфраструктурни причини не можат секојдневно да бидат во град, да одат во книжарница, во библиотека и така натаму. Деца интересно е, децата се извор на среќа, што да се каже повеќе. А и извор на инспирација, веројатно ќе се служите и затоа што сето ова го правите токму за нив. Какви се нивните реакции, Сузана? Како тие реагираат на овие средби, особено на дечињата кои што се, како што рековте, во помалите места? Многу се умни, многу се спонтани и многу се сладки. Децата ја даваат таа наискрена емоција и всушност се сваќаме дека тие имаат толку многу да примат и толку можат во идеја да ни дадат, само треба да се работи со нив. За среќа наидовме на деца кои што беа согрижливи учители, согрижливи наставници во една убава средина. Моите искуства и искуствата на мојата колешка се најпозитивни и се надеваме дека можеме сите заедно да направиме многу повеќе за децата. Средината не треба да биде пречка, заради тоа што сметам дека во 21. век, кога се ни е на еден клик, не смееме да имаме вакви изговори, но можеме да правиме многу повеќе за да ја имаме таа социјална интеракција, да патуваме, да ги каниме, да им носиме некои новини за кои што ние сме запознати и сакаме да бидат поблиску до нив и во физичка форма. Така што децата навистина не можам да направам разлика. Децата се највредниот украс на овој свет и треба да се грижиме за нив, особено во ова толку динамично и толку нестабилно време кое што постојано не заплиснува со неубави приказни, со неубави вести. Баш така. Кога светот се уште војува, за жал, треба да дете барем на децата, да им понудиме некоја, да им покажеме дека имаат светла иднина и дека можат да се изборат за тоа. И убаво ова што го напомена за децата во контекст и на темата која што ние утрово ќе ја реализираме тука со првата детска амбасада Меѓаш и ќе зборуваме за нивната актуелна кампања Нема туѓо дете, како и за проблемите со кои што навистина се соочуваат, и генерално месецот јуни, со оглед на тоа што нели 1 јуни е месецот на денот на детето, некако е посветен за овие детски права и убаво е навистина да зборуваме, да ги слушаме нивните проблеми и заеднички да ги решаваме. И навистина само аплаузи за сето она што го правите вие, колегите и сите останати кои што се вклучени во целата оваа интересна организација. Сузана, ти си автор, имаш неколку дела книги зад себе, како за повозрасни, така и за децата повторно. Па дали летниот период или можеби деновите кога си релаксирана и си на одмор, ти се моменти во кои што се запишува нешто ново, се започнува некаква нова сторија, некое ново дело, како оди тој процес? Јас сум од оние кои што има помеѓу авторите едно непишано правило кое што вели дека треба да се практикува пишувањето или ниту ден без напишан ред. И се трудам да биде така.
постојано пишувам, верувајте дека новинарската работа многу помага во одржувањето на кондицијата, во добивањето инспирации. Онаму каде како репортер ќе стигнете, можеби тешко дека ќе ве однесе во обичаениот животен пат, така што се трудам да пишувам секојдневно. Дали тоа ќе бидат патетиси, дали ќе биде приказна некоја за телевизија, дали ќе биде песна, расказ, есеј, работам научни трудови, така што имам и вистинска потреба да седнам и да пишувам. Меѓутоа, кога станува збор за уметноста, се трудам да биде во момент на инспирација, затоа што тогаш имам тогаш перото е најсилно, најостро, најмногу пушта мастило. Кога ќе се натерате да пишувате, да, може да пишувате, но само кога во моментот вие сте допрени од нешто, излегува вистинското, како да речам, целосна песна или стих кој што вреди да остане, не нешто што би го избришале следниот ден. Во моментов има нешто на повидок, се подготвува? Имаш некоја таква силна инспирација? Имам неколку книги за деца кои што се готови, кои што се речиси во печат, книга со раскази, книга со песни. Соработувам со литературните списанија за деца кои што ги издава Просветно дело и секојдневно всушност се таложи, се табачи тој материјал за деца, литература за деца. Би сакала нешто да излезе до крајот на летото, но оставам на времето. Некогаш колку и да се трудиме, едноставно не се поклопуваат нештата. Па се надевам дека ќе имаме добри вести до крајот на ова лето. Одлично. Секако ќе ми биде поголемиот дел работно. Да, и убаво напомена, кога имаме вистински наплив на инспирација, тоа е она нели вистинското и тоа е она што кога ќе се запише нема да се избрише, така што оставаме нели да дојдат оние вистински моменти за да созадеш и искреираш уште нешто ново што ќе биде вредно за да излезе од печат. Сузана спомена дека си љубител на кафе. Дали веќе го испи или допрва следуваат минутите за тоа? Јас сум лош пример, можеби, кога станува збор за кафето. Првото веќе го испив и сега верувајте ќе испијам уште едно кога ќе завршиме со разговорот. Многу сакам кафе и како што реков, пијам, па се трудам да не претерувам, меѓутоа сигурно до 4 кафења на ден ќе испијам, уживам. Јас не можам да ви доловам која е таа среќа кога ќе биде кафето пред мене. Не сум пушач, нели да кажеш, има луѓе кои што сакаат да запалат цигара, например. Не, јас сакам само да пијам кафе. Да, мирисот веројатно на кафе. Да, и вистинските уживатели на кафето ја разбираат оваа твоја верзија. Какво кафе најчесто преферираш? Се менува тоа со летен зимски период со оглед на тоа што нели сега е лето, па некои преферираат можеби поладна верзија? Не, пијам само кратко еспресо. Добро. Кратко еспресо и тоа е тоа. И за лето и за зима. Тоа е изборот. Концентрирано црно кафе ми прави навистина така мелем на душата. Одлично. Сузана, некаде пред крајот, какви се плановите за денеска, што обврските очекуваат наредниот период и кога ќе биде времето за одмор? Во текот на денот имам повеќе различни обврски со нашите драги колеги од телевизија Телма, неколку обврски околу информативната програма Вести. Патем морам да спомнам, имаме една непријатна ситуација изминативе денови гори депонијата во близина на Струмица, тоа е чат кој што навистина им пречи и е штетен за луѓето. Па планираме да направиме една сторија во врска со тоа, да ги видиме причините, што се презема на тоа поле, така што тоа ќе може да го видат нашите гледаци подоцна во вестите. Неколку врски околу вечерното издание на Топ тема, така што еве ќе се дружам поинтензивно денеска со колегите, ќе имаме содржини од овој град и еве ги покануваме нашите гледачи да останат и понатаму со програмата, да бидат информирани и се разбирам, да уживаат со останатите релаксирани содржини кои што ги нудиме. Дали веќе се одлучи локацијата за одмор? Ке претпоставувам ќе има време и за одмор ова лето? Апсолутно. Јас имам 3 деца и кога имате нели семејство со мали членови, не се сите толку мали, меѓутоа имам и помали. И вистина морате да го испланирате колку и да имате обврски, нели тоа е време за семејството, за полнење на некоја позитивна енергија или како што велиме народски на батериите. И за креирање спомени. Не е испланиран прецизно, меѓутоа некаде почетокот на август така ни одговара повеќе. И најверојатно ќе
Прво ќе одиме во Дојран. Тоа е моето место блиско до срцето. Ќе минеме таму неколку денови, имаме семејство, го имаме езерото кое што го сакаме и кое што го љубиме. Така што подоста ќе видиме, можеби малку на море и така. Одлично, Сузана. Верувам дека не е едноставно со три дечиња организацијски, но во секој случај тоа се убави, забавни моменти секојдневно, така што ви посакувам на вистина и летниот одмор да ви биде незаборавен со нови семени спомени. Ти благодарам што утрово на овој начин го започна и ти денот. Се надевам не пречеше тоа што малку порано стана од вообичаено и се надевам дека и ние со нашата енергија ќе придонесеме твојот денешен ден да биде малку поубав. Ви благодарам многу за поканата, ми беше задоволство да си позборувам, да ја почувствувам таа убава енергија која што секој ден ни ја праќате преку малите екрани, но еве сега лично ја примам преку нашата видеоврска. Ви благодарам вам, им благодарам на сите добри луѓе кои што следат телевизија Тилма и не слуша, па еве нека имат сите еден убав, топол и мирен ден. Ти благодарам, Сузана. Огромен поздрав до тебе и оно што го напомена во текот на денешниот ден, особено ќе бидеш присутна на фреквенцијата на Тилма во различни ТВ програми, односно содржини. Ти благодарам уште еднаш. Се разбира, ние си ја продолжуваме нашата убава соработка и често те гледаме со најразлични истории и во нашата утринска на Тилма. Ти посакувам убав остаток од овој денешен вторничен ден. Поздрав. Благодарам, поздрав. Ете така, со Сузана Мицева од Струмица ја реализиравме оваа наша денешна рубрика Будење. Се надевам дека ви беше пријатно, затоа што вообичаено ја гледаме со најразлични истории на одредени други општествено одговорни можеби теми, а овој пат во едно малку поинакво и порелаксирано издание.